Добро вечер. Нова дневна доза на рапорт со Јофе вечерва со една малку посериозна тема. Да, точно е дека обично правиме хумор и се зезаме, но има и теми каде нема простор за хумор и кои треба да се третираат со должна почит и внимание. Една од нив е името, или подобро кажано, името не го даваме. По продолжение, слушаме неколку изјави на еден од најголемите борци за името, новинарката Мирка Велиновска. Може би се малку постари, ама секогаш е добро да се повтори материјалот, бидејќи нели повторувањето е мајка на знаењето, а знаењето е сила, знаењето е моќ, а моќта, тоест, дај да ги слушнеме изјавите. Јас истото ова го знам, дека Македонија мора да го смени името од 91 година. Па не го смени, нели? 20 години живееме ние ли со тоа? Ова е средство за притисок. Он мисли дека вака полесно ќе не изфрустрира и ќе дигнеме руки и ќе речеме па доста беше. Еве, менјаме име за да можеме да патуваме. Зошто бе да патувам? Каде да патувам? Не така и ова доле. Не, ќе патувам, сакам да патувам. Сакам као турист да патувам. И тоа што? Тоа е цената да си го сменам идентитетот. Тоа е исто, како да ми речеш. Дали сакаш да влезеш во Европска Унија, ама под услов да се самоубиеш? Да престанеш да постоиш? Тоа не е избор. Затоа што нагло еден народ 15 години сте го учеле дека нема да му се менува име. И наеднаш излагате цела елита. И кажувате дека да, треба да се даде име. Да, ова се само мал дел од изјавите на Велиновска за името, ама немаме баш време за сите нив. Јас би се задржал на последната. Обраќањето до Чомовски. Хубаво вика Велиновска. На што личи тоа? 15 години им викаш на луѓето дека името никако не треба да се менува. Па сега наедна сите излегуваат и викаат, тоа ќе го дадем името, нема проблем. Како така бе? Кај го има тоа? Тоа ти е ко... Што знам, еве, Мирка, например. После сета борба за името, сега да излезе и да рече, не бе, не е ништо страшно и да го смениме, нема да влија на идентитетот, нема проблем, сосема нормална работа си е тоа. Што? Го кажала тоа во интервју за Радио Илинден во Австралија. Нема шанс. Дај пушти да слушнам. Одредница неутрална за име кое би било за алтернативна употреба во меѓународни организации. Или, еве така да речам, најнародски, за прекар. Официализиран прекар на нашето име, Република Македонија во заграда Скопје или цртичка Скопје беше пласиран уште 93 година. 99% од државите имаат по 2, 3, па и повеќе имиња за меѓународна комуникација. И европските држави и другите држави. Значи тоа се работи за прекар, кој се користи во одредени политички организации. Не се работи за промена на име. Ако се не би требало диаспора ни никој да биде збунет. Сега јас сум збунет. Прекар, како тоа досега беше еднакво на самоубиства, сега е сосема окей. Или практично кажано прекар. Дај да слушнам уште малку. Јас сакам да влезам во Европска Унија како Мирка Велиновска македонец, кој говори, кој знае што е и како е. Дали вие сваќате? Вие можете да си смените и личен опис ако сакате, и пол, но немате право да му наметнувате на друг ваше решение. Дали се разбираме? Така е! А може и не е така. Па сега, дали ќе биде Мирка Велиновска или некој прекар, што има врска? Еве, јас, например, за домашна употреба по дома, си го користам името Јован, а за надворешна употреба, кога излегувам на телевизија, си користам прекар. Јофе. Да, во права е Мирка. Ама ова новава со прекарот, не таа старата Мирка што викаше дека промената била еднаква на самоубиство. И толку за вечерва. Утре може нешто сосем 10 ќе ви кажам на темава. Се менуваат ставовите, знаете како е. Чао, чао.